Димче Стојанов бил член на президиумот на АСНОМ и председател на Народното собрание на Народна република Македонија во периодот 1951 до 1953 година. Димче Стојанов е роден на 10 октомври 1910 година во Прилеп. Основно и дел од средното образование завршил во родниот град, а матурирал во Битола. Дипломирал на студиите по историја на Универзитетот во Белград. По студиите работел како професор во Прилеп, а потоа и во Кратово и во Ловеч во Бугарија. По почетокот на Втората светска војна бил вклучен во комунистичкото движење, поради што бил обвинет и осуден на затвор во логорот во Чучулигово во Бугарија. По излегување од затвор, Стојанов продолжил да биде активен во национално-ослободителното движење, како учесник во акциите на Втората и Петата народно-ослободителна бригада. Бил избран за член на АСНОМ, а на второто заседание и за член на президиумот на АСНОМ и повереник за просвета. По завршување на војната, Димче Стојанов извршувал повеќе одговорни, државни, општествени и политички функции. Меѓу другото, бил и шеф на кабинетот на председателот на владата и подпредседател на планската комисија на владата. На 4 јануари 1951 година Димче Стојанов бил избран за председател на Народното собрание на Народна република Македонија. За неговиот избор гласале сите пратеници. На функцијата се задржал се до 18 декември 1953 година. Стојанов се залагал за доследна примена на Уставот, за подигнување на благосостојбата и за јакнење на морално-политичкото единство на македонскиот народ, како и за јакнење и продлабочување на братството и единството на нашиот народ со другите народи и народности. По напуштање на функцијата, председател во 1953 година, Стојанов бил председател на Одборот за просвета на Републичкиот совет на Собранието. Во периодот од 1960 до 1978 година ја извршува функцијата директор на Архивот на Македонија. Стојанов бил избран и за почесен доживотен председател на Друштвото на архивските работници на Македонија. Димче Стојанов починал на 4 септември 1991 година во Скопје.